Се качил на горниот кат, му влегол дома низ незаклучената врата, го убил на спиење, ја заклучил вратата па се спуштил дома и се самоубил. Крваво заврши долгогодишната нетрпеливост меѓу соседите во Демир Капија, кога 72-годишниот Марко Костадинов го уби 34-годишниот Бојан Младеновиќ, а потоа сам си пресуди. Убиството и самоубиството се случи минатата ноќ, а телата на несретните луѓе се пронајдени нешто пред 7 часот, секој во својот дом. Соседите раскажуваат дека откако било пронајдено телото на постариот, тие побарале полицијата да се качи кат погоре и да провери што е со помладиот. Полицајците ја скршиле вратата и имале што да видат. Во својот кревет застрелан лежал Младеновиќ. Денеска во раните утрински часови, односно поточно во 06:50 часот, во полициската канцеларија Демир Капија било пријавено дека во нивните домови со прострелни рани биле пронајдени БМ 34 и МК 72, двајцата од Демир Капија. Смрт кај двајцата констатирал лекар од итна медицинска помош, а од увидот и извршените разговори со повеќе лица било констатирано дека МК прво пукал во неговиот сосед БМ, а потоа и во себе. По наредба на јавен обвинител, телата на починатите се дадени на обдукција. Сите во малата Демир Капија ги познавале и убиецот и убиениот, но малкумина сакаат да зборуваат за причините за оваа крвава трагедија. И двајцата ги познаваат како мирни луѓе, но велат дека убиецот и претходно се карал со друг сосед. Да, тачно, мирни луѓе. И дечкото беше мирен. И човекот така не ми изгледаше за вакво нешто многу чудно во ова. Ептен чудно. За прво дознавме за возрастниот што е, а после за дечкото више и солзини течеа дури. Ептен. Изгледано е така како сираче, повеќе пола сираче, да кажеме, са татко му го изгледа, покојниот. Ама тоа е тоа. Мирно, многу мирно дете. Дали сте потресени во градот? И како не? Сите сме. Жално. Од полицијата велат дека постариот неколку пати го пријавувал помладиот за тропање, а последен пат тоа се случило во јануари годинава. Но телевизија 24 од своји извори дознава дека сопругата на убиецот во полиција изјавила дека никогаш не слушнала тропање и му велела на сопругот дека само тој ги слуша тие звуци. Соседите кои живеат во истата куќа велат дека не слушнале пукотници, но оние од спротива изјавиле дека околу 3 часот утрово слушнале 2 истрели. Пиштолот со кој го уби Младеновиќ, а потоа и себе си, Костадинов го поседувал со дозвола. Јавен обвинител изврши увид на местото на трагедијата, а телата се предадени на обдукција.